благослов од мене и да, на мене е чест и привилегија да можам да споделам од Божиот збор. Да, иначе јас сум Роберт, мојата сопруга е Краси. Јас сум од Штип иначе. Мојата сопруга е од Бугарија и по Божја милост и благодат стапиме у брак 2014 година. Јас бев старешина и дел од водството на Евангелска црква Штип. И 2020 Бог не повикува да основаме црква у Радовиш. Тоа беа моменти кога сеќавате се у март беше короната, се беше затворено, нема цркви онлайн. И викам срце одеме ли, оно вика време е сега. И тргнаме. Знаете, се беше затворено, но Божиот збор не може да биде окован, не може да биде запрет, Божиот збор се проповедаше. Оидеме таму у вера, браќи и сестри, знаете, кои изчекорем у вера, одеме 2020, не познаваш никој. Уселиме се, почнаваме да се молеме, како да се познава се луѓе. Никој не познаваше. И една ситуација така Бог што ми даваше, почнаваме, нели, кога одеш на едно исто место, една иста продавница, посебно луѓето почнуваат да те запознават и да те завлечуваат. Посебно акцентот, радовишаници имат посебен акцент, ние штипјани ќе не познаеш од там далека. И од дека сте, почнуваме тај разговор и почнуваме пријателство, почнуваме запознавање, почнуваме Бог да ни става луѓе пред нас. И сеќавам се некои луѓе запознат така, дружиме се и тоа беше октомври месец, Мирче ми звоне, Роберт, вика, што направи со таа група? Викам, па гледам се, вика, ој земе просторија некој, ќе отвориме црква. А викам, Мирче се убава пари, не, викам, ние за црква. Ние се молеме се, а вика, има за некој месец. Ај, ќе отвориме, па ќе видиме натака. Знаеш, увера и дам јака пара од мене 50 евра, одлучуваме март да отвориме црква, официјално, и некој од вас знаете, од короната Мирче заминува кај Господа, ситуацијата се променува, викаме, Господе. Капар даде, звонам на Михаил, што ни администратор, викам така и така, вика ништо, ни пари има, ништо нема. За мене, викам сега, Господе. Дали ти не повика, дали е во тоа што твојата воља? И браќа и сестри, знаете, у такви моменти не знаеш ништо друго, освен да молиш и се да му предаеш на Господ. И со Божја милост и промисла одлучуваме на 7 март 2021 да отвориме црква. И тука ја толку беше радосен. Знаете, ние право на англиски правиме ньюслетери, писма, праќаме, имаме потреба, случајни требат, волни требат, и ја праќам на мои пријатели од Македонија. И една сестра ден денеска знам, звони ми, а вика, Роберт, што ми праќаш на англиски? Мислиш дека ние македонците нямаме пари? Напиши го на македонски, прати го. И јас едном напишувам го, браќи и сестри, верувате ли? Звони ми другаро, Роберт, 100 евра има за кујна, Роберт, 200 евра има за зависи, Роберт, за во имаш, Роберт, за столчи. Од Божиот народ од Македонија ние почнаме да собираме пари и да купуваме работа. Јас се радувам на 7 март ќе отвориме тоа во февруар. Жена ми вика, срце, ама ние немаме верни, а ние црква ќе отвараме. Викам, срце, јас и ти и моето дете, имаме дете, Давид, 11 години е сега, тогава беше 5 по 6, викам, недела ја ќе ви проповедам, а од среда ние ќе се молиме заедно. И Господ ќе придаде. И фала му на Господ, после 5 години како е црквата основана, имаме околу 20 до 30 луѓе што доаѓаат на црква, молитвен состав, но како црква други активности. Што сакам да кажам? Ветувањето, и тоа ми е темата, со ветувањето доаѓа наследство, браќи и сестри. Нели, многу пати ние имаме ветување, што Бог ни го дава преку Божиот збор, ама тоа е само збор што е почеток на нешто што треба да се исполни. И наше е дали чекор ќе презеаме. У денешно гледаште, размислувајќи тоа време, викам, на кој начин и каков чекор сме преземале со семејството, со мојата сопруга, да го направиме тоа, некој подвикаш, не е лудост, ама
како е можно да тргнеш, ние тргнаме со 400 евра, имаме керија само за... Иначе, точно 6 години правиме како сме у Радовиш, од Штип преселени, на 1. јули 2020, точно некнева направиме 6 години како сме у Радовиш. Мојата сопруга вика срце, јас сум повеќе живеам у Радовиш, отколку у Штип. Нели, кога се жениме, дојдеме од Радовиш. Така да сакам да споделам и да се охрабраме денеска, кога Бог дае ветување, Бог го испуне неговото ветување и го добиеме тоа наследство што ни припаѓа. Дали е семејство, дали е земја, дали е куќа, дали е работа, дали е вечниот живот, дали е спасението, Божјото ветување се исполнува кон наследството што ние го имаме од него. Ќе прочитаме од Исус Навин, 14 глава, тука се работи за Халев. Знаеме ние Исус Навин и Халев, 12 изведувачи или согледувачи кои Мојси ги праќа да извидат земјата и да, нели, хананската земја кај што тече мед и млеко, они излават од Египет, од куќата на робството и одат. И тука гледаме Исус Навин како они навлегуват после смртта на Мојси и освојуваат земји што Бог ги го дава у наследство и доваја време за Халев. И затоа ќе прочитам 14 глава од Исус Навин, 6 стих до 13. И вика, јудените синови пристапија кон Исус во Галгал, а Халев, синот Јефониев, кенезеец, му рече: Ти знаеш што ми рече Господ на Мојсе, на Божиот човек, за мене и за тебе во Кадес Варни. Ми беа 40 години, кога Мојсе, Господовиот слуга, ме испрати од Кадес Варни да ја согледам земјата. И му донесов извештај како што најдобро знаев. Браќата кои тргнаа со мене го уплашија срцето на народот, но јас се вршев волјата на Господа својот Бог. И во тој ден Мојсе се заколна. Земјата по која стапуваш, твојата нога ќе ти припадне тебе и на твоите синови во вечно наследство, зашто ја вршеше волјата на Господ мојот Бог. И гледаш, Господ ме запази во живот, како што рече. Веќе поминаа 45 години откако Господ му го вети тоа на Мојсе, додека Израел уште одеше низ пустината. Сега сум на 85 години, но уште и денес сум силен, како што бев во оној ден кога Мојсе ме испрати како согледувач. Како некогаш и сега е мојата сила во мене за борба, за отидам и да се вратам. Дај ми го тоа сега ова горје, што Господ ми го вети во оној ден. Сам чу во оној ден, таму са енакениците и градовите им са големи црсти. Ако е Господ со мене, ќе ги изгонам како што вети тоа Господ. Тогаш Исус го благослови и му го даде на Халев, синот Јефониев, Хеврон во наследство. Амин. Минат, браќи и сестри, 45 години, Бог како го исполнува ветувањето што му го дава на Халев и на Исус Навин. У Броеви 13 глава, кога Мојси ги праќа да ја согледат земјата хананска кај што тече мед и млеко, и знаеме беа нели 12 согледувачи. И вика у 13 глава, 22 стих. И вика, се искачија на Негев и дојда до Хеврон, каде се наоѓаат Ахиман, Сесе и Тилман, еднакови синови. И 27 стих вели: И тие го известија: Отидовме во земјата во која што не испрате на вистина. Низ неа течат мед и млеко. Еве го незините плодови. Но силен е народот што живее во земјата, градовите се утврдени и многу са големи. А видовме таму и еднакови потомци. Халев го замолчи народот околу Мојсе и проговори: Да тргнеме недвоумејки се за да ја заземеме, зашто можеме да ја покориме. Во овој момент
кога дава извештај, у 13 глава броеви, кај што они изведуват, и тоа биле стварно како джинови. Некои викат нефелими, некои викат делбиле, некои биле споредба, некои вика рефаимите заедно три и се споредуват, но тоа биле стварно големи луѓе, кај што они викат излеземе како скакулци пред нив. И се уплашија, вика, не само што се уплашија, го замутија Божиот народ и почнаа да роптат против Мојсе и Арон. Така ли беше? И сега доваѓа Халев е на 40 години тугај. После 45 години, на 85 години, Халев ја има истата сила, Господ го чува жив и здрав и Господ му ветува тоа место ќе му препадне на него и на неговите синови. И у 15 глава Халев, 13 стих вели, Ефоневиот син прими дел меѓу јудените синови, како што Господ му нареди на Исус. Му го даде Киријат Арва, главниот град на Енаковите синови, Хеврон. Халев истара отому 3 Енакови синови, Сесај, Ахимен и Талмај, Енаковите потомци. Амин. Тука го гледаме, браќи и сестри, Халев, кој е на 85 години. Кај што Бог му ветува дека таа земја ќе му пропадне наследство, ама таму има некои луѓе како джинови, кај што пред 45 години се луѓето уплашија и неа зезамаа земјата и вратеа 40 години, знаеме нели многу добро. И сега тие истите луѓе, после 45 години са истите таму, тие се Енаковите потомци, тие са синовите, тие са тие луѓе што стоат таму, кои са джинови. И треба да се освојат. Кои са джиновите у мојот и твојот живот, браќи и сестри? Кој е ветувањето што Бог на мене и на тебе ни го е дадел и кога ни вика оди, ќе успееш, давам ти семејство, давам ти жена, давам ти деца, давам ти работа, давам ти црква, давам ти живот, давам ти радост, давам ти спасение, давам ти вечно наследство. Одеднаш ќе се појавуваат джинови у нашиот живот, можеби не се големи, но можеби джиновите са страв у нашиот живот, можеби е паниката, можеби е минатото што не коче, можеби е работите у нашиот живот што не кочат, да не може да биеме преблагословени, што Бог вика, примивте благодат врз благодат. Кои са работите у мојот и твојот живот што не спречува да имаме благословен брак? Кои са работите што ние од страв и паника джиновите стоат, можеби не са видливи, ама како што Павле вика, нашата борба не е против крв и тело, против човек. Тоа време они се бориле, а денеска ние се бориме со поднебесните темни сили, браќи се. Или може слушнеме глас и не парализира, многу пати и после 5-6 години гледаме црквата, викам, Господе, ќе успееме ли вај Божи народ да се зацврсте, да се закароне, да прима од Тебе и да се размноже. Многу пати страв, паника ме фаќа, браќи и сестри. Ако водиме црква, ако се молеме, ако постиме сите тие работи. Многу пати у мојот и твојот живот, браќи и сестри, имаме го ветувањето од Бог, а ветувањето од Бог е Божиот збор, што е потврдено од Него, кај што Светиот Дух живее у мене и тебе, ама не спречува да го наследиме тоа наследство што Бог ни го дава. Да го наследиме, многу пати, јас се кјам, се молеше, малелен, ја поверував 2007 година, иначе сум бивши зависник од дрога, Бог ме спаси у затворо и црква, кога да одам у Штип и одам таму, црквата у Штип беше харизматска повеќе на даровите и тука тоа беше од почеток, само што се спасиме, вечно спасение, цел ден у црквата, молење у јазици, дарови, сеќавам се, почнаме да стануваме у 4 саат, сите дечки, сега е пастор Емил Уструга,
Јордан у Тетово, јас, Крсте и други у 4-5 сато и да се молеме сите дома. И тоа време имаше телефони, пред 19 години само пораки се наплакеше. И мора ти да видиш зборот стихче да му пратиш, тоа да биде силно, разбираш. И јас се кавам у 5, молам се воно. И внатрешно Бог ми вика, изнеси го телевизорот, смета ти, разбираш. Окупира ти го времето. И се кавам, ама моле се ујавите, то цело мало, не знам, татко ми како се осекял. Ја го взема тоа време, телевизорите беа големи, немаше плазма. Тежок, дигам го, отварам врато, викам, тато, ја ти, и он се буде. Ја ти телевизор, викам, не ми треба веќе. Како се размислувал, како да викам. Тоа беа времења, браќи и сестри, ветувањето што Бог ти го кажува, тоа напред и тоа правиш. Сеќавам се пастор Петар доаѓа кај мене дома, Бог ме ослободи у затвор. Некој оде у центар, некој вамо. Јас у затворо, 10 години зависник на хероин, падна на колено, викам, Господе, ако постоеш, ако вај дечко вика дека си жив, ослободи ме. Бог ме ослободи на чудесен начин. Оидеа у црквата и тоа беше, браки и сестри, исполнување на Бог што ми го вети. Ке ти давам живот, ке ти давам жен. Ма тоа беше 6 години молитва. Па не знам, харизматиците, па врзуваш демон, па одврзуваш, па сабај да го врзаш фурчо, го заврзаш и он се збрка, не знае дали е врзано, што му прави цело време. Ама тоа бе, ти одеш у вера и ти одеш сигурност дека Бог е Бог, дека тоа што ти го ведел, тоа ќе биде у наследство и ќе биде твое. И после 6 години Бог ми е дава мојата сопруга од Бугарија, и тоа магистар по банков менеджмент, нешто маркетинг, не знам да ти изговарам. Викам, Господе, како жена. А и ја викам, чекај сведоштво да ти го кажам. И ја го кажувам сведоштвото од минатото. И она ме блокира тоа време на Скайп. Вика таков човек си. А тука ние харизматиците, моле се, Господе, молам те. И после една година Бог пане спои. Тоа беше стварно прекрасен начин. Молам се едноставале. И Бог ми вика, за 7 дена таа лично што ќе се јави женска, ќе те биде сопруга. И ја да ми се потврди, ти знам, според Библијата, одам у црквата у Штипи и на другарите тия Кире, се собираме, викам, слушайте, така и така се ваје слушна, за 7 дена и тај Кир вика, значи вторник, а вторник имаме машко собирање. Значи у вторник вика, некој вика, треба да се јави да прибира. Викам, да. Мине вторник доаѓа и машките почнува и Кири доаѓа, вика, шо биде, јавили се, викам, не бе, бравле, ништо. Браќи и сестри, за 5 минути добивам порака од Краси сега моја сопруга, честитам ми му роѓенден. Она забравила, сетила се пред години и пол на која дата ми, така нешто беше. На другиот ден. На другиот ден, а оно вторник се паѓа за мене. Беше пети се. Леле, браќи и сестри, тоа беше ветување, благослови, од еднашка женеме се, Бог ќе ви даде дете, а ние още не женети, не спиеме заедно, одделно живееме, ќе се вика Давид, и такви ветувања врз ветување, охрабрување, што ќе ни го даде наследството, што ни припаѓа, што ѓаволот го е заземал. И многу пати, браќи и сестри, зашо го кажувам, ние се обесхрабруваме у нашиот христијански живот и се отстранеме од ветувањето, а джиновите са тие што сакат да не спречат за да го наследеме наследството, јас и ти што Бог ни го дава. А наследството имаме го вечниот живот, имаме го спасението и дава ни го сега, знаете што? Вика ќе ве благословам стократно, не само на небото, ние многу духовни. Библијата вика и на земјата. Тоа значи ние ќе ги уживаме јас и ти благословите и на земјата. Ама знаете некој како ги ужива? Појават се некои си джинови, како Сесеј, како Ахимен, како Талој, некои потомци, што ни го разбрискат нашиот живот и што не парализира, и што погледнем у минатото, и што викам, ја нема да успеам. Знаете, ја порасна, јас сум помал брат, имам поголем, и тоа време, нели, правиме нешто дома, струја или воз, седи ти си помал. Седи ти си помал, правиме нешто у куќата, седи да не се повредеш, ти не знаеш, и ја порасна со работи, дека ја не знам да ги правам тие работи.
И аз се кявам, ако запозна моята съпруга у Стара Загора, България, одам, има един щек да изведен, вика, кисак, да го направиш. Я викам, я не знам, вика, какво бе, не знаеш, Маша? Не знам! Знаете защо не знам? От илуминатото, моя татко и моя брат вика, а седи, ти си помал, оди вземи во, оди донеси во, они го прави. И много пати, браки и сестри, минатото мене и тебе не коче за благословите, що Бог сака да ни ги даде. Много пати ние се отсвърнеме на минатото или на кукета, како што беа у Египет, вие 10 согледувачи што донесеа лоши извести. И знаете што донесеа? Смут меѓу народот. И што вика Бог? Тоа што кажате, тоа ќе ви го исполнам. И сито изумре у пустината. И кога читаме вај текст, Халев е на 85 години и е најстар. Знаете защо? Само он не умре, Исус најме на тоа поколение. Другите вика, сите изумреа до над 20 години. И сега на мене и на тебе ни го дава наследството, на мене и на тебе ни го дава ветувањето, и ние одеме со ветувањето, ама имаме пречка тука. Шо? Джинови. Имаме страв, имаме паника, имаме акциозност, имаме несигурност. Дали ќе успеам на работа, дали ќе ме прифанат, дали моята сопруга ме сака още како што ме сака, дали мојот сопруг ме сака, дали моите деца ќе бидат живи и здрави, дали ќе ме отпуснат. Знаете, има работи што ние ги наследуваме со ветувањето на Бог, ама ѓаволот не парализира или тие джинови не парализират, за да може да не обезхрабрат. Ништо друго. Оти Словото ни кажува дека он е раздорожан. Така ли е? И дека Прво Петро вика, вие примихте се и имате се за вашата побожност. Имаме ги даровите, ама знаете што треба да направим? Ще го читаме 15 стих. И Халев ги истера от земята. Халев, много ми се допаѓа тај стих, пак ја прочитам. И вика, а Халев истера отаму 3 енакови синови. Сесај, Ахиман и Талмај, енаковите потомци. Што треба јас и ти да истераме у нашиот христијански живот? Што треба да истераме, да очистиме у името на Исус? Ништо не треба. Не, многу пати, нели, како јас што сподели од почеток, вразнуваш, разразуваш. Само треба у името на Исус, Господе, очисти го во поднебие. У името на Исус, крвта Твоја, да очисте се. Јас и ти свети сме, така ли што читаме у писмата, дека сме свети преку Исуса Христа. Значи, ја и ти, ако сме свет, секој наше стапнување на таа земја е света. Што значи, јас и ти, кога освојуваме нешто у нашиот живот, јас и ти сме шо? Храм на Светиот Дух. И не може никој да живее джин. Може да не напаја, ја многу пати, знаете што вика? Браки и сестри, има два гласа. Гласот на ѓаволот што не обвинува дека не може да успееме, дека нема да не биде, дека вај пат ќе погрешиме, и гласот на Светиот Дух кој не пресведочува и не доближува контактото. Тоа е делото на Светиот Дух. Да не пресведоче кога паднем или кога сме обезхрабрени, кога сме у страх, кога сме у паника, да не привлече контактото и да рече: види ја љубовта што ја покажа на крстот за тебе. Види што направи за жртвата. Мојата крв се проли. И затоа денеска ќе земеме од лебо и виното што представува крвта Христова, или од лебо што го представува телото што беше распрано за мене и за тебе. Ама ние го имаме наследството, имаме го ветувањето, имаме го вечниот живот, имаме ги благословите, имаме ја црквата, се имаме, браки и сестри. Но имаме некој пат у нашите животи одејки джинови што не спречуват. Има джинови што страх не фане, паника, ќе успееме ли? Ако не беше мојата, ја кажувам ден денеска, ако не беше мојата сопруга, немаше да тргнам. За радост, да основам црква, да има светилиште. И фала му на Господ, пред 3 години ја купиме црквата, купиме ја куќата, реновираме се, Господ се благослови. Ама имаше страх, викам срце да тргнем ли? Сега е време. Повелите кога сакате, ние имаме неделна богослужба од 6 сата. Уредувањето, крст, иначе земаме го од тука на слика краси, имаме крст личен од тука. Направиме го кофи хаус. Преку неделата кофи бесплатно, 10 видови на кафе имаме, пинг-понг, фудбал, чепикадо,
преку неделата и луѓето и повикуваме, молиме се за ние, разговараме, а среда е молитва, недела е богослужба нормално и други активности што си имаме. Што сакам да кажам? Ако не тргнеш кон што то ветување Бог ни го дава на мене и на тебе, нема да го наследиме наследството што го имаме. Оти некој изумреа у пустината. Ама јас и ти не може да изумреме, зашто сме запечени со Светиот Дух. И многу ми се допаја, во ќе споделам со вас, не го споделувам многу, кога порува 2007 година, 2008 у март, уидеа млади со мисля, тоа е христијанско школо, беше у Кратово, Стиф и Наташа сега со тето, иначе кумови са Јонатан и Валето на нив. Имаше DTS, викаше училишна тренинг школа, 3 месеца теоретски дел, кај што професори од Америка довејат секоја недела на различна тема, 3 месеца. Практично одеме по црквите, служиме, шо и да е, од практичен дел, од чистење до проповедање. И таму, браќи и сестри, од Америка дојдеа студенти, ама студенти што не зборат у јазици, не практикуваат дарови. А тоа беше школа интернационално за не доминацијско, нема деноминација, нема во, ама ние тука евангелска црква штив сме, што да ти кажам. Ако не збориш у јазици, не си спасен. И тоа имаше една теологија, да, таква, од почетокот, тоа беше и Венцо и како и да помина тоа, и ние млади во ремноста читаме и одем у Кочани у една семејство, и они исто веруват. И сега ние тука вечераме, они благодарни што служиме у црквата, и тај вика, не спомнувам имија, вика, ја и кажа на мојата жена, ти и на мојата мајка, ако не збореш у јазици, ти не си спасен. И јас се вртам на Рајче, Рајан се викам, гледаш и ти не си спасен. Роберт, бе, како не сум спасен, ја 15 години сум уверен. И тука дојдеме до Сукоп и Сабале, станувам, браќи се, следното утро, и отвараме Ефесијаните, и тоа ме беше многу допрело и измени целото моје мислење и гледиште. И у прва глава, 13 стих вели вака, и во него, и вие откако го чувте словото на вистината, Евангелието, на вашето спасение, и откако вие поверувавте, станавте запечатени со Светиот Дух на ветувањето. Зашто сме запечатени, браќи и сестри? Со Светиот Дух на ветувањето, тоа ветување што ни е дадено, дека имаме вечен живот, дека имаме спасение, и ние сме запечатени, не може никој да го отпечата тај печат, освен јагнецо. И ние сме запечатени како залог, и ние сме негова творба, Светиот Дух кој живее во нас до воскресението, до грмувањето, и гледате што вика. Кој е залог за нашето наследство, кој е залог за моето и твоето наследство. Имаме го залогот за наследство, а тоа е Светиот Дух кој живее во нас. И многу ми се допаја за откупувањето на оној кој стана Божја собственост за похвалба на неговата слава. Која сме собственост? Божја собственост. Ма какви джинови у мојот и твојот живот? Едно што можеби не знам штек да направам, но знам го Божјиот збор, знам дека никој не може да не одвое од Божјата љубов, од Божјата милост и од Божјата благодат. Од Божјата рака, што вика Павле у Римјаните 8 глава, ни височини, ни длабочини, ни ангели, ни демони, никој не може да не одвое од Христовата љубов, која е во Исуса Христа, нашиот Господ. Никој, браќи и сестри. Да, може би имаш джинови, може би ги имаш и по име, може би имаш работи што денеска Господ сака да ти каже, сине, керко, очисти го твојот живот тоа. Заповедај во името на Исус, отстрани го и не се плаши веќе. Јас сум со тебе. Знаете што ми се допаја кај Халев, кога читаме у Исус Навин? Вика, Бог, кога ни вети и го подсетува Исус Навин, а они другари, они се 80 нешто години, Халев 85, не знам колку е Исус Навин у тај период. Он вика и сега ми, у еден друг превод вика, денеска ми е рогиден. 85, може да замислите. И вај го гледа, знае дека тој е наследство. И шо му вика? На тебе ти припаја. Ма знаете шо? Без борба не бива, браќи се.
не бива на компјутерот или јас што имам некоја навика да скролам на телефонот, не бива без борба. Само бива предаденост, молитва и на колена. Господе, во е Твојот живот. Мојот живот ти припаѓа у Твоите раци, острани се што не е. Многу пати ја знаете што ја викам? Се што не е нечисто. Ја не верувам дека христијанин може да биде обседнат со демони, но јас верувам дека може да биде напаѓан. Јас и ти може да биеме напаѓани и може да кажеме: Господе, острани се што не е од Тебе. Исцели што треба да се исцеле, ослободи што треба да се ослободе. Ути вика, совршената Божја љубов Јованово го изгонува секој страв. Може би секој си го носи своја крст. Може би имаш некој джин у твојот живот што се бореш и ден денеска што брату се молеше, дај да се радуваме или дај. Може би е духовна зафанатост, преокупираност и што толку сме вознемирени што не можеш да седнеш и да уживаш у Божјото присуство. Нели, тоа е ѓавол, сака да ни го одкраде времето. Ние имаме 24 сата, ние се правиме, како се сеќавам се, ние кој основаваме црква, од понеделник до недела ние само активности имаме. Од тоа, вторник, среда, четврток, довајде брата, вика, ти шабат имаш ли? Имаш ли слободен ден? Шо збореш, јас сум у црква, јас сам бајле кој останам, јас сум слободен. Не, со фамилијата имаш ли ти? Знаете, тоа ме допира, браќи се, зашо? Оти ние многу пати мислиме дека ние може работа секој пат кива, нема да не достига. Таа работа што треба да ја свршиме, ќе завршиме, друго ќе дое. Ама времето се мине, испуштаме ги работите и благословите што Бог сака да ни ги даде у таа сезона, у тоа време, на мене и на тебе. Ама не се плаши. Не се плаши. Може би 45 години истите джинови стоат на таа земја и Халев доваѓа и го освојува. Може би у твојот живот 3 години. Може би 1 година нешто што треба денеска да освоиш таа твоја територија. Но ја ти кажувам пророчки дека ти си ослободен. Ја ти кажувам у името на Исус дека ќе остапе секоја темна сила и ќе исчезне и ќе се ослободи, зашто ти си свет, ути светиот Дух живее во тебе. И таа земја припаја на Господ, тоа семејство припаја на Господ, тие деца припајат на Господ, таа жена припаја на Господ, таа маж припаја на Господ, таа работа припаја на Господ. И немојте да се обесхрабруваме, браќи и сестри, у 21 век, они во онито. Свето го има тоа, но нема е силата на Исуса Христа. Нема го помазанието, нема го вечниот живот, нема го наследството. Може би имат куќа како наследство, може би имат станови, може би имат коли по-добар, но немат го вечниот живот што јас и ти го имаме, што Бог ни го е дадел како ветување и што се исполнува. И што вика, царството е во вас веќе и е близо. Затоа сакам да се охрабрам денеска и да се охрабрам не само да се охрабраме за секојаш, браќи и сестри, дека ние му припаѓаме на вечниот Бог кој не даде вечно наследство во него. Да уживаме у неговото присуство, да се наследуваме со кафе, чај. Многу си ги сакам тие утрата сабајле, у црквата си улезвам, живеам у куќата, после одвоено од црквата и си седнам у црквата и викам, Господе, знаеме целиот разокриен се. Треба ми тоа, помогни ми со тоа. Се му искашам, браќи и сестри. Знаете зашо му ти мојот тате се ме разбира. Ја некој пат не се разбирам што правам. Многу пати не со намера донесам погрешни одлуки. Може би донесеме јас и ти погрешни одлуки. Но нашиот тато не разбира. Нашиот тате, кој е на небото, знае јас и ти ни шо минеме. И затоа ја и ти не ги старуваме со нашата креативност, со нашата сила. Јас и ти ги истеруваме во името на Исус Христос. Дали е зависност од цигаре, дали е зависност од порнографија, дали е зависност од страв, дали е зависност од минато, дали е зависност проблеми у брако, само Бог може да ослободи, само Бог може да даде, само Бог може да истера. Може би не са 3, може би са 1, ама тие са потомци кај што 45 години Халев чекаше.
Па ја неќам да чекам толку, браќи и сестри. Ја сакам сега да одам со Господ. Ја сакам сега Бог да ме воде. Ја сакам денеска Бог да ме изборе. Ја сакам денеска чудо да гледам. Ја сакам денеска исцеление да гледам. Ја сакам денеска ослободување да гледам. Зашо? Оти кога погледнам делото на крсто, крвта е представува нашата нечистота, што Христовата крв очисти од секој грев и телото што беше предадено за мене и за тебе.